Почитувам колега Коцич, немав намера воопшто да ви земам реплика. Прво, честитки за здравеле раните од огромната загуба од 4700. После 3 месеци пауза се појавивте овде со историски говор дека сме имале највисока просечна плата во Европа. Еве Коцич и кажа на македонската јавност дека нема потреба да завршиме со амбициите за влез во Европската Унија, сите проблеми ни се решени. Меѓутоа, не реплицирав за тоа, реплицирав околу лагите за законот за наставници и за работата на Комисија за образование, затоа што целта на репликата е да се исправат неточните наводи ако ги има. Прво, огромна лага е дека некој обструира работата на Комисија за образование, сосем обратно. Погледнете како вие лично се однесувавте на Комисијата за образование. И кој е најголемиот парадокс? Ке слушнете од министерката овде, која што е повереник на законот и вели порастот на плати не може да биде со закон, мора да биде предмет на социјален диалог, а во исто време велат долу имаме предлог на закон со кој што ќе ги покачаме платите. Кој парадокс е тоа? Оксиморон, чист. И кога го споменате членот 66ж, во кој што зборувате дека се предвидува покачување на наставници. Ајде овде одговорница, не сакав да навлезам во материјална расправа, меѓутоа морам затоа што кажувате лаги. Во членот 66ж пише овака: Министерството и репрезентативниот синдикат склучуваат спогодба во која се утврдува износот на вредноста на бодот за пресметување на платите на наставниците и стручните соработници, а во рамките, внимавајте, во рамките на предложениот буџет и врз основа на вкупниот број на даватели на услуги. Во рамките на предвидениот буџет, а врз основа на вкупниот број на извршители. А членот 25 предвидува дека со 10 наставни часа ќе има полно работно време, што алудира на зголемување на бројот на извршители. Значи, ако вие ставате одредба дека бодот ќе се утврдува според буџетот и врз основниот број на даватели на услуги, за какво зголемување станува збор овде? Затоа што буџетот се зголеми само за плаќање и трансфери кон ЕСМ. Огромни трансфери, 170 милиони. И додека вие овде го лажете народот, прочитав дека МЕПСО набавило видеонадзор за 5 милиони евра. И вие ќе зборувате за зголемување, за обструкција на работата на комисијата. Не. Станува збор дека спречуваме страшна партизација. Ако сакате да го согласите бодот на наставниците, требаше да го прифатите амандманот, затоа што колективните договори, сите договори, не зборувам само за наставниците, треба да се водат од минималната плата, затоа што тоа е целта и поентата на минималната плата. Се друго што ќе кажете е огромно лажење на македонската јавност. Контрреплика, пратеникот Ненад Коцич, повелете.